Почитувани новинари, почитувана јавност, според последните анализи на Европската комисија, уште еднаш се потврдува дека Македонија, заедно со Албанија и со Црна Гора, во нашиот регион е признаена како фронтранер по однос на постигнатите реформи согласно реформската агенда. Според правилата на планот за раст на Европската комисија, финансиската поддршка која што се насочува кон земјите кандидати е условена од степенот на постигнати реформи. И тука Албанија, Македонија и Црна Гора се оценети со највисока оценка за разлика од други земји кандидати во регионот. Оваа потврда од Европската комисија дека Македонија ги спроведува обврските од реформската агенда, односно дека има значителен напредок, е силна потврда, но исто така и мотивација за македонската влада и за парламентарното мнозинство да продолжиме со ова темпо. Како држава ја поздравуваме оценката на Европската комисија, како и нивниот план за реалокација на средства од планот за раст, при што од оние земји кои што постигнале послаби реформи би се одзеле одреден дел на средства и истите би се алоцирале кон Албанија, Македонија и Црна Гора како земји кои што предничат во спроведувањето на реформите согласно реформската агенда. Со овие проценки на Европската комисија, за жал на Венко Филипче, се растура нивната манипулација дека Македонија заостанува во реформите, но оваа проценка од Европската комисија ни дава за право да упатиме еден апел до претседателот на СДСМ Филипче, доколку Европската комисија ги препознава реформите кои што Македонија ги има постигнато, тогаш барем тој, како претседател на оваа опозициона партија, да не ги попречува законите кои што се дел од врските во реформската агенда, исто како и изборниот законник, и да биде прагматичен во интерес на државата, да дозволи и овој закон да биде изгласан и со тоа Македонија да си го зацврсти и својот углед во Брисел пред Европската комисија и да си овозможи добивање на поголем дел на средства од планот за раст. Благодарам многу за вниманието.